Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата за Универзитетот отворено. И денеска во емисијата имаме гостин, заедно со нас и со вас деканот на Ветеринарниот факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, професор доктор Никола Караволовски. Декане, добре дојдовте во нашето студио во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Добар ден, добро ве најдов и поздрав до нашите слушатели. Поводот за вашето гостување денеска е, во рамките на ова емисија, да ги запознаеме матурантите пред се, но и сите останати за се она што го нуди Ветеринарниот факултет на Укло во пресред на новата академска 2025-2026 година. Оние кои што имаат намера или размислуваат дали може би да се запишат на Ветеринарниот факултет на Укло, да им помогнеме при изборот. Така е, Ветеринарниот факултет во состав на Универзитетот Климент Охридски во Битола е основан од 2009 година, овој октомври, имаме 16 години постоење. Една од помладите членки на универзитетот сме, меѓутоа добро се носиме во досегашното постоење, така што би можел да кажам и со бројки, досега на нашиот факултет дипломирале 85 доктори ветеринарна медицина. Секоја година ветеринарниот факултет има слободни 30 места со државната квота и 15 места со кофинансирање. Во просек запишуваме од 15 до 20 студенти. Спаѓаме во регулирани професии. Факултетот нуди интегрирани студии ветеринарна медицина кои носат 330 кредити или 11 семестри. 16 години постоење, рековте, што се направило во овие 16 години на Ветеринарниот факултет? Така, значи ние почнавме од една празна зграда на високата земјоделска школа. Така одеше се чекор по чекор, благодарение на помошта која добивме преку ректоратот, односно Министерството и учеството меѓународни проекти со нашите партнери од Аристотел универзитетот од Република Грција. До сега доста направивме, значи комплетно сменета инфраструктурата на зградата на факултетот. Изградена е клиника која успеавме во текот на изминатата година да ја опремиме комплетно и голем дел со донации од Соединетите американски држави преку друштвата за спасување на бездомни миленици и животни. И веќе во неја се одржуваат и вежбите, дел од хирургијата и од интерната медицина, така што кога ќе така да речем ќе слегне работата и кога ќе веќе фатиме еден тек, следно е побарување на дозвола за работа од Агенцијата за храна и ветеринарство, така што чекор по чекор и тој дел од еден од најзначајните го оставаме во функција за да прерасне во универзитетска ветеринарна клиника. Од другиот дел, значи, поседуваме лаборатории за молекуларна биологија и генетика, за испитување на млеко и млечни производи, за испитување на некои заразни болести, понатаму биохемиска лабораторија и така натаму. Голем дел, значи, од нив се добиени преку проектите, меѓународни големи проекти во кои ние сме како ветеринарен факултет Битола равноправен партнер на нашите колеги од Ветеринарниот факултет при Аристотелис универзитетот во Солун. Во текот на изминатите 16 години постојано се работеше и на она што значи квалитетен кадар, професорски се разбира, кој што ќе знае, уме сето своје знаење да им го пренесе на студентите. Точно, сега факултетот здраво стои на свој нозе. Нашиот наставно-научен совет брои 15 членови,
во овој момент имаме два наши одлични студенти кои одлучија да го продолжат своето образование, се запишани на докторски студии во факултетот во Нови Сад, при универзитетот во Нови Сад, така што за брзо ќе бидеме освежени со нов кадар, високо образован, од ветеринарните предмети, така што да, полека се зголемува тимот на стручњаци. Стручни лица кои што знаат да ја пренесат она што се нарекува модерна ветеринарна медицина. Постојано сте во тек како професори со се она што се случува на ова поле. Точно така е. Значи, од нашиот факултет има мобилност. Професорите пратат конгреси, пратат симпозиуми, научни конференции, како во земјата, така и во странство. Имаме и реализирани постдокторски, значи, престои на наши професори на универзитетите низ Европа и така натаму. И сега, да кажеме и тоа дека ветеринарниот факултет произведува кадри кои се грижат за здравјето како на животните, така и на луѓето. Ветеринарен факултет не значи само грижа за животните. Така е, апсолутно. Значи, по широк е диапазонот кој контролира ветеринарната медицина. На прво место тука се зоонозите, доста актуелни светски рамки, нели? Исто така, на второ или можеби исто значено и контролата на храната, квалитетот, безбедноста на храната од животинско потекло. Сега тежината на медицинските факултети и на ветеринарните факултети би ја ставиле тука на вагата некако иста? Може би малку покомплицирано е кај нас. Во секој случај. Значи, покомплицирано ние работиме со поголем број на пациенти, на животни кои имат некој од нив комплетно, некои од други се разликуваат по своите градби, органски системи, нели? Тоа е комуникацијата е второ и трето, за жал се уште не ветеринарната медицина не располага со толку субспецијалистички студии како што е во хуманата медицина, како и апаратурата која ни е достапна за диагностика не е на исто рамниште. Во секој случај. Но она што како знаење го добиваат тука студентите запишани на ветеринарниот факултет, би рекле дека е и на исто рамниште со ваквите факултети од другите универзитети, од другите земји. Јас би кажал оно што се случи во текот на изминалата академска година. Наша студентка, одлична студентка, нели, Ана Талецка, денес равноправно работи како ветеринарен лекар во клиника за крупни животни во Цирих, во Швајцарија, што мислам дека е доволен доказ за оној навистина кој си ја сака својата струка и кој навистина постигна со љубов, со учење, може да се носи рамо со рамо на Швајцарија која е на врвот во светот. На почеток рековте дека се работи за регулирана професија. Што значи тоа, еве да им објасниме на младите? Така, значи, ние сме интегрирани студии, регулирана професија со завршување на дипломирање на ветеринарна медицина, значи, нашите студенти добиваат доволен број на кредити да можат после тоа директно да се запишат на докторат. А ова што пред малку го кажавте за вашата студентка доволно зборува дека факултетот, односно дипломата која што тука ја добивате, призната и надвор од границите на Македонија. Така, ние имаме и други случаи, имаме наша студентка која работи по структурата во Австралија, наши студенти кои работат во најдобрите клиники кај нас. Има повеќе, бе извел најновата, најмодерната клиника на доктор Боневски, кој користи исклучиво наши кадри, мислам, вработува. Сакам исто така тука да потенцирам дека со најавата на влегувањето на приватни инвестициски фондови во ветеринарната медицина во Македонија, кој веќе се случува на големо во Хрватска, Србија и други, нивото ќе се подигне на ветеринарната медицина за неколку степени. Тоа што значи? Тоа значи за нашите студенти кои ќе завршат и ќе бидат вработени таму, ќе имат услови на врвно усовршување во најдобрите клиники низ Европа кои ги поседува овој фонд. А каква е состојбата во Македонија кога се работи за такви клиники, еве да речеме? Се подобро и подобро, се инвестира, колегите инвестираат современа опрема, бидејќи сега нели настана еден премин, сега ако порано беше повеќе застапена крупната стока и животни, сега се зголеми неколку пати бројот на домашни миленици.
За нивното лекување заслужни ваши студенти, мислам студенти од ветеринарниот факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Студиската програма која тука се нуди е интегрирани студии по ветеринарна медицина, но малку повеќе за неа по музичката пауза. Почитувани слушатели, останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Кажи дали некога сум те оставил, да самуваш, да тагуваш, остануваш сама ти. Кажи ми, лажеш дека простор фали помеѓу нас, лажеш дека ти си била заборавена, оставена со денови сама ти. Лажеш ти, нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Наша љубов има чудни правила, си заборавила. Време минува, поминува, заминува. Дојди уште една за да има причина. Не знам дали можам да ја вратам надежда, оставена, изгубена, длабоко во тагата. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Почитувани, еве неповторно назад во програмата на Универзитетското радио КФМ Битол. Ве подсетувам ја следите емисијата за Универзитетот Отворено, а денеска наш гостин професор доктор Никола Караболовски, декан на ветеринарниот факултет на Универзитетот. Дека не рековме дека во овој дел од разговорот ќе проговориме малку за студиската програма која што тука се нуди, интегрирани студии по ветеринарна медицина, прв и втор циклус. Нешто што го немаме на другите единици. Обично на другите единици имаме прв циклус студии по 4 годишни, па потоа 1 или 2 годишни магистерски студии, трет циклус студии. Кај вас се во едно? Или прв и втор циклус некако му доаѓа како заедно? Да, нашите студии, значи трет 11 семестри и со тоа како што кажав и во претходниот дел од разговорот, прочем и ние го поминавме истиот пат со колегите, значи при унапредување кога ќе решат нашите студенти да продолжат своето образование, значи имат доволен број на кредити да директно запишат докторски студии било каде. Да, 11 семестри се учи, што
се тука можат да добијат како знаење во тие 11 семестри. Ако се сеќавам, минатата година чинам започнавте со 11 семестри да се... Да, тоа е нов тренд, ние ги следиме трендовите европските земји и секаде се така регулирани студиите по ветеринарна медицина и стои ние при добивањето на новата акредитација ја понудивме програмата сегашна. Минатата година ми кажавте дека практично тој 11-ти семестар е целосно посветен на практична работа и подготвување на завршниот, на дипломскиот испит. Да, точно, значи 11-тиот семестар се изведуваат некои практични активности и се собираат резултати за изработка на завршниот труд на дипломската работа. Кажете ми сега, што се учи во текот на тие 11 семестри? Нели не сметајќи го на што како 11-ти семестар рековме повеќе практична работа и изработка на дипломски труд? Така како и во секоја медицинска гранка и кај нас, нели првите години се изучува основата на градбата, на организмот, на ткивата, анатомски, хистолошки, потоа се изучува на се што е нормално, од физиологијата. Теко од трета година се почнува со она што е пореметување и болест, диагностичките методи од фармакологијата и на крајот се завршува со последните семестри се резервирани за предмети, меѓу другото кои се однесуваат и на безбедноста на храната, секако вид храна од животинско потекло, че вклучувајќи риби или морски производи, јајца, производи од нив и така натаму. Колку предмети му доаѓа тоа во текот на тие 11 семестри? По новата програма околу 50 предмети. Тоа е доволно за да се совлада се она што значи лекување, заштита на животните? Апсолутно. После тоа секој си се одлучува нели во кој правец ќе носи животот. Имаме дел студенти кои се решаваат за клиника за крупни животни. Поголемиот дел сега нели е тоа тренд спомнав со мали животни, односно домашни меленици. Еден дел нели работи на ветеринарната инспекција, безбедност на храна. Еден дел работи по млекарите, индустријата за млеко, индустријата за месо, кланици и така натаму. Исто така поврзано со нели обезбедување на протоколи, она што значи производство на здрава храна и безбедност. Рековте, во последно време, последните години, се повеќе се зголемува бројот на оние студенти кои што се ориентираат малку повеќе кон она што значи лекување на домашни миленици, но потребни се и тоа како ветеринари кои што ќе знаат да се справат со болестите кај крупната стока. Да, тоа значи дел од нашите студенти го вршат и исто така нели заштитата која ја субвенционира, така да кажем, државата. Тоа значи превентивните мерки, матичното книговодство на животните, вадењето на крв, сите тие превентивни мерки се изведуваат на терен и можам во овој момент да кажам дека веќе генерално во Југозападна Македонија ветерината стои ја носат, да кажем, нашите студенти, па и другите делови од Македонија, дали. Сега зборнавме, кажавте колку предмети се изучуваат, имате тука предмети посебно за мали животни, посебно за големи животни, за домашни, за диви. Да, точно е, значи се работи тука за интерната медицина која е така поделена на мали и крупни животни, па имаме преживари, непреживари и имаме посебни предмети за дивечот. Сега, сето она што ќе го научат теориски, студентите треба да знаат да го применат во пракса. Ете, кажавте дека во вашата амбуланта, која што се надеваме наскоро ќе ги отвори вратите не само за студентите, туку и за граѓаните кои имаат своји миленици. Она што значи практична работа ја изведуваат редовно и во комбинатите, во стопанствата, но и во приватните ветеринарни амбуланти, би рекли. Така, ние имаме склучено договор со сите поголеми фарми за крупна стока, регионот на Битола, Прилеп, Пелагонија, но и со најдобрите приватни ветеринарни клиники, каде што нашите студенти заедно со дежурните лекари, значи се таму и од предпладневна и попладневна смена. Така што исто така имаме ангажирано и надворешни стручњаци, да речеме од АХВО, кои се нели во наслов звање доцент,
многу придонесуваат за квалитетот на наставата, бидејќи од прва рака им ги кажуваат проблемите на студентите, посета на кланици, млекари, гранични премени, рибници, така натаму. Ме интересира што им кажувате на студентите за тоа како треба да се постават кога пред нив ќе дојде животно и треба да му помогнат. Секако првен разговор со собственикот, но треба да се има веројатно и посебен приод кога се работи со животно. Така е. Прво појавата пред собственикот, нели, да биде на едно ниво, да се разговара и да се земат сите можни податоци, сите ситници, во ситниците многу пати се крие диагнозата, она што ние го нарекуваме анамнеза, бидејќи анамнезата може многу да помогне за поставување на точна диагноза. Се понатаму е професионален пристап. Секој дипломиран доктор треба да го знае од земање триажа па се до одредување на терапија. Но ќе се сложите исто како и приодот на лекарите кон луѓето, така и приодот на ветеринарите кон животните треба да биде посебен. Има ли тука место, некој ќе рече, се плашам од куче? Нека мачки? Се работи за љубов. Да. Не може никој да работи ветерина ако нема љубов кон животните. Тоа е факт. Значи, тоа е тоа. Добро, ваша специјалност, да ве прашам како човек што работи на ваков факултет. Добро, мене ми одреди судбината да работам со малку покомплицирани работи. Мојата специјалност е во патологијата, поточно во молекуларната биологија на туморите, така што во друг правец не работам со живи животни, меѓутоа во преклинички предмети спаѓа мојот предмет. Сепак, она што вие го имате како знаење и тоа како може да помогне во спречувањето на болестите кај другите животни, ако се земе, нели, резултатите што сте ги добиле при... Некако не, ние ги вкрстуваме податоците во сите научни трудови, конкретно од онкологијата на мојот дел на мамарните тумори, сите тие патишта на таа злокобна болест, секогаш ги вкрстуваме податоците со од хуманата медицина и доста и тие користат наши податоци. Она што поврзано со возраст, нели, со молекуларни патишта се споредуваат, употребата на биолошка терапија која е доста актуелна денес и така натаму. Заеднички се тие, мислам, се црпат податоци од двете медицини. Се сеќавам дека во еден неформален разговор имавте кажано дека сакате токму на оваа тема, онкологија кај животните, нели, да работите со студенти за истражувачка работа. Така е. Имавме и труд кој беше избран на научната конференција за студенти на УКЛО на нашиот универзитет за најдобар. Пред 2 години беше тоа. Една доста интересна тема. Овде го врзам со она што значи истражувачка работа на студентите, значи во текот на своето студирање, освен она што, нели, како редовна настава и редовни предмети треба да ги совладат, им се дава можност да работат и на едно друго поле, истражувачко, секако доколку се заинтересирани, но сето тоа е во нивна корист. Така е. Јас, за мене можам да кажам дека секогаш им давам и за изработка на завршни трудови, најсовремени им спуштам публикации, она што е последно, посебно во мојот дел, туморите на млечна жлезда, нели, секогаш имаме пристап до базите на податоци и ги спуштаме најсовремените, најпоследни податоци. Верувам дека и голем дел од колегите го практикуваат тоа во нивните области. Меѓутоа, гледам и дека и самите студенти се заинтересирани да истражуваат во она што значи нивно поле. Чинам дека на истата таа конференција за која што зборувавте сега, имавте студент кој што работеше на тема за дивите животни, за формирање на места каде што тие ќе можат да се лекуваат, нешто што кај нас и не така го има. Да, како не. Значи, би кажал, условот е сега добро познавање на англиски јазик и се другото е поблиску. Ние имаме такви студенти, навистина имат постигнато доста. И сега на кои студират, меѓутоа и кои се завршени, одлично се носат со овие новитети. Без разлика дали е во делот на дивите животни или во делот на пишување списанија. Наша студентка, Ивана Црнезна, си пишува за американски журнали. Да кажам, една од најдобрите студентки кои дипломирале
и на факултетот, па може и на универзитетот. Јас се надевам дека и оние кои што во новата академска година ќе се запишат на ветеринарниот факултет ќе бидат така амбициозни, ќе истражуваат повеќе, па зошто да не да ги гледаме и како вашите студенти за кои што сега зборувавте, како изготвувачи на научни трудови кои што можат да се пласираат секаде во светот. Јас очекувам да ќе се стабилизираат работите. Сега и кај нас следи онај тренд што нели во Европа, и каде што во амфитеатрите на ветеринарните факултети сега бројката е сменета 80-20 во корист на женската популација. Очекувам и тука тој тренд да следи. Значи, кажав, првиот услов е љубовта према животните, а другото е се учење интернет и на крајот еве идните студенти, идните доктори дека и изработката е одлична, се менуваат работите, повеќе има пациенти, домашни миленици, поусовршена, се повеќе се користи дијагностичка опрема, така што работите се менуваат на позитивно. Добро, дека не дозволете да направиме уште една музичка пауза, па ќе го привршуваме разговорот. Почитувани слушатели, останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Лажни наследки, улиците се преполни со некои чудни ликови, а ти наивна и искрена по овој полусвет. Мислиш сите цвекиња во пупка кријат цвет. Ела погледни во себе само, за плачење ти треба рамо. Времето ти чука тика-така, немој ела, не си прави вака. Ела, ела, душа врела, мирисаш на радост цела, храбра си, но знај дека светот не е рај. Ела, ела, розо бела, се уште ти не си зрела за овој чуден свет кој не вреди ни пари пет. Ајде, ела, застани, не врти се во круг. Сите твои проблеми ги крои некој друг. Секој може секому стон да продаде. Дали поскапо и лефтино, тоа ништо вредно не. Ела погледни во себе само, за плачење ти треба рамо. Времето ти чука тика-така, немој ела, не си прави вака. Ела, ела, душа врела, мирисаш на радост цела, храбра си, но знај дека светот не е рај. Ела, ела, розо бела, се уште ти не си зрела за овој чуден свет кој не вреди ни пари пет. Ела погледни во себе само, за плачење ти треба рамо. Времето ти чука тика-така, немој ела, не си прави вака. Ела, ела, душа врела, мирисаш на радост цела, храбра си, но знај дека светот не е рај. Ела, ела, розо бела, се уште ти не си зрела за овој чуден свет кој не вреди ни пари пет. Ела, ела, душа врела, се уште ти не си зрела за овој чуден свет кој не вреди ни пари пет. Декане Караболовски, во овој завршен дел од разговорот малку повеќе за она што значи научно-истражувачка работа или учество во проекти на академскиот кадар од ветеринарниот факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, но секако и на вклученоста на студентите во истите тие проекти. Така, од меѓународни проекти јас би ги издвоил ИПА проектите Интеррек. Ние сме рамноправен партнер како ветеринарен факултет со ветеринарниот факултет од Аристотел универзитетот во Солун. Со нив завршивме еден многу голем проект, познат под акронимо ПАПЕШЕ, кој се однесуваше на заштитата, застапеноста на расата праменка, овци,
нашиот регион и во грчкиот регион. Како резултат на тој успешно завршен многу голем проект, веднаш дојде како награда покана од нашиот партнер за учество во втор, уште поголем проект, бидејќи се работи сега за ИПА Адрион програмата, проектот од Екобриц. Тој веќе година дена е активен, го работиме. Да, она што се однесува студенти, ние секогаш ги вклучуваме студентите во проектите, посебно во теренската настава, во теренската работа, што има земање на мерки, дали е тоа собирање на било какви параметри, секогаш се тие вклучени. Кажете ни нешто повеќе за проектот. Рековте дека веќе една година се реализира. Да, еден вид е работи? како продолжение на првиот проект Папеше, меѓутоа е многу поголем бидејќи учествуваат повеќе земји, значи 5 земји учествуваат. Лидери се колегите од Аристотел универзитетот, од Грција. Се собираат резултати од терен, повторно е со заштита на видовите, поврзано со правенката, производство на млеко, карактеристики, специфична раса за ова подрачје. И се надеваме дека и тој, верувам дека ќе заврши успешно и ќе имаме и други покани за вакви меѓународни големи проекти. Иначе во меѓувреме ние аплицираме и за национални проекти, повикот на Министерството за животна средина. Таков проект е доста интересно, можеби за доста за луѓето и непознат, заштитата на посебна раса на кучиња овде од Македонија, која се трудиме ние да биде заштитена и призната, тоа е караман расата, така што се надевам дека ќе биде успешен. Веќе работите на тој проект? Не, веќе аплицирано е, меѓутоа очекуваме да биде позитивно. Добро, ова ќе биде интересно да го следиме доколку го добиете проектот. Што ќе работите конкретно во него, како ви е планот? Тука носител е нашиот колега, професор Панче Данецки, кој е интернационален, меѓународен кинолошки судија, и ова му е негова специјалност. Значи, веќе се вршат мерења на терен, се зема крв од расата, дали тие се локализирани од гледувалишта на неколку места во државата во Македонија. Се собираат податоците, ќе се обработат и после тоа има постапка за еден вид акредитирање на оваа раса, признавање на оваа раса како македонска раса на кучето. Имаме шанси да го добиеме проектот, сега зборувам како и јас дел од универзитетот. Секако, како не, ќе биде објавени на страницата на факултетот. Сега, вашата соработка со Универзитетот Аристотел веќе ве става во ранг на оние институции кои што имат богата меѓународна соработка. Кога се работи за таква меѓународна соработка, ветеринарниот факултет се јавува и како организатор на меѓународен семинар. Вие како организатори заедно со Македонската ветеринарна комора. Да, оваа година по трет пат, веќе традиционално во офицерскиот дом во Битола го организиравме меѓународниот, семинарот по ветеринарна медицина со меѓународно учество. Семинарот беше акредитиран точно од нашите партнери од комората, ветеринарната комора на Република Македонија, и имавме доста интересни теми од предавачи познати во својата струка, не само професори, туку и практичари. Побудува голем интерес кај нашите практичари. Рековте акредитиран. Што значи? Што тоа? Значи да, секој доктор по ветеринарна медицина треба во рок од 5 години да си освои одреден број на кредити напоени, со тоа да ја продолжи лиценцата за неговата работа. А нашиот е секогаш семинар акредитиран со 8 или 9 кредити. Што секако треба да привлече поголемо внимание од кадарот кој што се занимава со ова работа или од лицата кои се занимаваат со ова работа. Животот е одличен, значи се преводат меѓу 170 и 220 учесници. Што и не е така мала бројка. Годинава со учесници од Македонија, Словенија, Србија, но и од други земји. Грција за прв пат во Македонија доаѓаат предавачи, дојдоа предавачи од два професори универзитетски од Аристотел универзитетот, односно ветеринарниот факултет. Да, ова е одличен начин и место за да се споделат знаења, да се споделат искуства и секако нешто значи практична работа. Што кажуваат вашите колеги од другите земји, од овие области? Колку се посветува внимание на ветеринарната медицина, колку се таму заинтересирани во другите земји за овие области, колку се интересни за младите? Повеќе и повеќе се оди на веќе специјализација. Значи се повеќе оно што се нормално во хуманата медицина.
И овде веќе се на некој начин се ограничуваат на работа на еден систем. Имаме специјалисти сега, например, предавањата за око или предавања исклучиво за кожа, кожни болести и така натаму. Се оди на тој дел. Тоа ќе го имаме и кај нас? Со тек на времето мора да имаме. Тоа се текови, нели трендови. Од Европа постепено доаѓа и кај нас, така што известно. Тоа ќе значи и специализација на или можност за такви специализации на ветеринарниот факултет во Битола? Да некога би исполнувале услови кои ги бара одборот за акредитација, апсолутно. Во секој случај, нешто што допрва, како што кажувате, зема повеќе замав и на што ќе треба да се размислува, а она што еве досега го нудите во овие 16 години покажува дека одлично ја работите работата. На почеток рековте околу 80 дипломирани студенти во овие 16 години. Некој ќе речи, па добро, не е голема бројка, меѓутоа ако се знае дека е ограничен бројот на студентите кои што се регулирана професија, така што долго, не сам малку подолго од другите факултети студирањето и реков, е условот љубов, значи треба да се има прво љубов да биде тој услов исполнет за животните за да се студира медицина. Добро, и имајќи предвид дека не сите продолжуваат со студирањето од кога ќе се запишат. Па да, и нас не фати онај трендот точно е на голем дел на студенти кои заминуваат на работа во странство и затоа меѓутоа се стабилизира полека ситуацијата. Сега дека не кон крајот на ова издание на емисијата за Универзитетот отворено, како декан на ветеринарниот факултет, што ќе им порачате на младите, дали и зошто да го изберат ветеринарниот факултет наука? Избирајќи да студират ветеринарна медицина, избират да работат дивниот работен век, нели една многу благородна професија. Со тоа им помагаат, ја намалуваат нели болката на животните, меѓутоа се грижат и за здравјето на луѓето преку спречувањето на зоонозите, преку обезбедување на здрава храна, контролирана храна од животинско потекло. И трета работа, која морам да потенцирам, скоро да нема наш студент дипломиран кој не работи. Освен оние кои наистина не сакаат, с неколку најголемиот дел се вработени и солидно заработени. Кажавме доста информации за она што значи ветеринарниот факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски, за она што се тука ќе добијат како знаење, но и практична работа. Оние кои што имаат желба да го студираат оваа наука или да добијат повеќе знаења за ова, воопшто да не се двоумат, но еве можат слободно да ја посетат и вашата веб страница, да се информираат од веќе дипломираните ваши студенти или студенти кои што се текови. Најдобрата реклама, што би рекол јас. Меѓутоа слободно може да се обратат и директно кај нас во самата институција на факултетот. Секој ден сме отворени, сме пристапни, можат кога сакат да дојдат да поразговарат, да ги видат нашите капацитети и така. И уште една работа ги заборавивме да кажеме, во прилог на она дека малиот број студенти не е нешто негативно, напротив, професорите имаат можност или студентите имаат можност многу повеќе да комуницираат со своите професори. Многу полесно е изведувањето на вежбите, на практичната настава, концентрацијата е поголема и така. Па, еве, не двоумете се, посетете веб страницата на ветеринарниот факултет или едноставно одете до самиот факултет и ќе видите што се таму се случува. Декан Карабаловски, ви благодарам за вашето учество во програмата на Универзитетското радио УКЛ ФМ Битола и секако посакувам успешна нова академска година. Благодарам и јас. Моите мисли танцуваш ти, живееш овде во нив. Повторно се прашувам, но не знам дали веќе ме преволи ти. Откако ме нема нас, спијам сама, некако знам не крај. Чувствувам разделбата е илузија, не сакаш и повеќе знам. Ти си мој, само мој. Кали да одиш, секогаш ќе останеш мој. Само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој.
плачам, со слузи да го испратам, а кога врне јас се радувам, добре очекувам, кога сонце грее плачам, со слузи да го испратам, а кога врне јас се радувам, добре очекувам, кога сонце грее плачам, со слузи да го испратам, а кога врне јас се радувам, добре очекувам. И тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Сонце грее плачам, со слози да го испратам, а кога врне јас се радувам, добре очекувам. УКЛО ФМ, Битола, јуни 2025 година. Избери квалитет. Избери традиција. Избери го УКЛО. И слушај УКЛО ФМ Битола, 90,8 МГц. Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Colors. uklo.edu.mk